Немале доволно кадар, па морале да ги зголемат платите. Ова е оправдувањето од првиот човек на Министерството за финансии Фатмир Бесими во однос на зголемувањето на платите за 30% во Министерството. Додека синдикатите и целата администрација се нанозе поради новиот нацрт закон за систем на плати со кој стравуваат дека Министерството за финансии ќе може да ги менува, дури и намалува платите без преговори со синдикатите, вработените во оваа институција ќе ја добијат 30% повисоката јануарска плата. Бесими немал друго брзо решение да ги задржи вработените, освен енормното зголемување. Тврди дека 40 луѓе ја напуштили институцијата во 2022 година, затоа што имало многу работа, а ниска плата. Да го остави Министерството без вработени, да немаме буџет воопшто, да не работи никој во Министерство. Тоа е прашањето. Ние моравме да најдеме решение каде што е единствен пример во целата државна администрација каде што секторот, Министерството имаше пониска плата и друго фактички предизвик беше што едноставно си напушта работа, а при огласи нема соодветни кадри што се пријават. Македонија живее во ера на двоцифрена инфлација, а граѓаните мачат да го истуркаат месецот. Речиси цела година синдикатите водеа битка за покачување на платите во јавниот сектор за само 2806 денари. Ова сепак не е пречка во одредени министерства платите да растат селективно за многу поголема сума. Освен во финансии, во 2023 повисока плата за 29% ќе има и во Министерството за образование и 15% во Министерството за одбрана. Неодамна вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики го оправда покачувањето на платите во Министерството за финансии и дури кажа дека било малку. Ако ме прашате дали 30% за луѓето во Министерството за финансии или луѓето во мојот кабинет кои што оперира со портфолио кој што веројатно ни една друга институција не го нема, ќе речам дека тоа е малку. Сериозен предизвик за јавната администрација и стручност ако се суди по пораката на евроамбасадорот Девид Гир. Тој порача дека администрацијата мора да се зајакне во смислена експертиза и да се нема партиско влијание. Стручна јавна служба која што е способна да ги спроведе реформите со помош. Без тоа не може земјата да се развива и да расте. И тука имаме неколку аспекти, финансирање, партиско влијание, кое што е премногу силно во одредени делови на администрацијата. Меѓутоа, како одговор на вашето општо прашање, потребно е да имаме јавна служба, државна служба која што може да испорача на што треба. Министерот Бесими пак тврди дека се работело на оптимизација на администрацијата која ќе ги спроведува реформите. Според последните достапни податоци, заклучно со 31 декември 2021, бројот на вработени во јавниот сектор е 132.088 лица, кои својот работен ангажман го реализираат во 1346 институции.